21 март, ден на лицата со Даунов синдром. Датум символично одбран поради вишок генетски материјал во 21-виот хромозом на овие лица. Ни светот ја прославува различноста, но ја пренесува пораката, дека оваа состојба не представува пречка во секојдневното функционирање и остварувањето на нивните соништа. Во нашата земја беше одбележан со облекување различни чорапи, подготвување кореографии, продажба на ракотворби, но и со рецитирање поезија. Животот не е песна, туку да не е да се испее. Животот е да си слободен како птица. Животот е птица, од него подарена за тебе, на вас подарена. Цел живот помина и се проголеа години, недели, месеци. Секој човек е лист што на крај ветот ги одува едно прекало, други водаи, благодарам. Родителите на децата со Дауновиот синдром велат дека свесноста е покрената, но сепак е далеку од задоволително ниво. Има промена во инклузивноста, има промена во свеста на родителите, има промена во прифаќањето и подигањето на јавната свест. Меѓутоа, далеку сме уште од она да речеме дека свеста е подигната на едно задоволително ниво. Тој е одгледуван како нормално дете. И се оние бариери, државата што не ни ги пружила условите, што све буткаме на мускули како родители, тоа е веќе друго, тоа е борбеноста на родителот. Вработувањето на лицата со Даунов синдром е еден од начините за нивна инклузија. На улиците секојдневно може да ги забележиме насмеаните лица на луѓето со пречки во развојот, кои го продаваат списанието лице во лице, надеж дека ќе инспирираат повеќе луѓе да најдат место за нив во нивните компании.